Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, денес продолжуваме со обработка на приказната за Давид и неговите дела. Тој веќе е крунисан за крал и го пренесе Божјиот ковчег во Ерусалим. Штом го донесе таму, Давид посака да му изгради дом на Бога. Но Бог му порача дека тој самиот нема да го направи тоа, туку дека Бог е оној кој ќе му изгради дом на Давид. И така, стигнуваме до 8 глава, каде што гледаме како Давид веќе целосно се зацврстува на престолот. Би сакал да почнам со читање на првиот стих. Потоа Давид ги нападна филистејците и ги покори, и ја одзеде Давид превласта во регионот од рацете на филистејците. Гледаме дека тој извојува голема победа над филистејците. Тие беа вечни и заколнати непријатели на Израел, но Давид ги потисна назад, не само надвор од израелската земја, туку ги протера дури и зад нивните граници. А сега во 4 стих го читаме следново. Изеде Давид од него 1700 коњаници и 20.000 пешаци и им ги пресече Давид жилите на сите колски коњи, оставајќи од нив само за 100 коли. Навистина е интересно како Давид се ослободи од овие коњи. Ако се вратиме назад во 5 книга Мојсеева или Повторени закони, ќе видиме дека Бог воспостави правила за царот. Едно од нив беше едноставно. Тој не смее да собира многу коњи. Исто така интересно е да се забележи дека царот не смееше да има многу жени. Давид, за жал, имаше многу жени. Подоцна ќе видиме дека Соломон насобра и коњи и жени, но во овој конкретен случај Давид очигледно се обидува да ја следи Господовата волја. Сега нема да навлегувам во повеќе детали за оваа глава, но генерално гледано во неа читаме дека Давид ги прошири границите на Израел, ги прошири на југ, па на исток во земјата на Моавците, а на север до сиријците од Дамаск. Давид успеа да ги покори овие народи, така сиријците, моавците, амонците, филистејците и амаликијците му беа подчинети на Давид. А во 13 и 14 стих ни се вели: И Давид се прослави, враќајќи се по поразот на 18.000 арамејци во солената долина. Тој постави стражи во Едом, постави стражи по цел Едом, и сите едомци му станаа на Давид робови, и Господ го чуваше Давид каде и да отидеше тој. Значи, Давид успеа да ги порази околните непријатели и да ги прошири границите на царството во сите правци, на југозапад, на југоисток, на исток, па се до северот. Немаше потреба да ги шири границите на запад, бидејќи таму се наоѓаше морето, а израелците веќе беа стигнати до таму. Нивната западна граница беше Средоземното море, а во 15 стих ни се вели: Така царуваше Давид над сите израелци, судеше и делеше правда на сиот свој народ. Правдата беше една од главните одлики на Давидовото владење. Не само тоа, туку и просперитетот беше негова одлика. Гледаме дека во негово време доаѓа до огромно проширување и развој на царството. Со Божја помош, Давид всушност го направи царството еден вид на доминантна сила во тој дел од светот. Сега доаѓаме до 9 глава од 2 книга Самуилова, каде што наидуваме на една од најубавите приказни во целото Свето писмо. И да бидам сосема искрен, оваа приказна открива колку навистина голем човек беше Давид. Ние луѓето секогаш го поврзуваме Давид со оној голем грев што тој го направи, за кој ќе читаме во една од следните епизоди. Замислете, на пример, дека во овој момент пред мене имам едно големо чисто бело платно. Сите вие што слушате, замислете го тоа. И сега замислете дека на тоа бело платно има една мала црна точка. Тоа е мала дамка од мастило. Кога ќе погледнете на платното, што е она што веднаш ви го привлекува вниманието? Иако има огромна бела површина, штом на неа ќе се појави таа мала црна точка, таа веднаш одскокнува и боде очи.
Или замислете дека се возите на автопат и забележувате неколку стотини бели овци, а меѓу нив има една црна. Која прва ќе ја забележите? Најверојатно црната. Па така е и со животот на Давид. Ние речиси секогаш се фокусираме на тој голем грев, но поради тоа многу малку внимание посветуваме на неговиот благороден живот и на сите негови големи дела. Може би треба малку повеќе да внимаваме како гледаме на животот и делото на Давид. Во неговиот долг живот имаше многу прекрасни и светли моменти. Почна како млад овчар кој го уби џинот Голијат и заврши како мудар и искусен старец кој можеше да напише: Господ е пастир мој, ништо нема да ми недостасува. Псалм 23 стих 1. Во 9 глава од оваа книга ја имаме приказната за Мемфивостеј. Се сеќавате, го спомнав еднаш претходно, а сега е време малку подобро да го запознаеме. Тој беше внук на Саул и син на Јонатан. И тука текстот ни кажува дека Давид реши да му стане пријател и заштитник. Но, добро е да се сетите на позадината на целата приказна. Саул му беше немилосрден противник и најлут непријател на Давид. По смртта на Саул, Давид се зацари и стануваше се посилен. А според тогашните обичаи на Блискиот Исток, новиот цар ги погубуваше сите можни претенденти за престолот од претходната династија. Секој што можеше да бара право на тронот беше елиминиран преку погубување. Така царевите се заштитуваа од каква било конкуренција. Значи, според тогашниот кодекс, Давид ке имаше целосно право да го погуби секој потомок на Саул. Јонатан, синот на Саул, загина заедно со својот татко во истата битка. Но Јонатан имаше син. Тоа момче се викаше Мемфивостеј. Давид можеше уште поцврсто да го осигура својот престол доколку го погубеше Мемфивостеј, со што ќе отстранеше и последната трага од опасност. Сива, кој му беше слуга на Саул, го обзнани местото каде што се криеше Мемфивостеј, па Давид лесно можеше да го фати и да го убие. Но, денес ке дознаете што всушност се случи. Глава 9, стихови 1 до 6. И рече Давид, ако останал уште некој од Сауловиот дом, јас би му направил милост заради Јонатан. Во Сауловиот дом имаше еден слуга по име Сива. Го повикаа кај Давид и царот го праша: Ти ли си Сива? Тој одговори: Јас сум твојот слуга. И царот продолжи и рече: Нема ли уште некој од Сауловиот дом, би му направил милост Божја? А Сива му одговори на царот: Има еден Јонатанов син, кој е куц. Царот го праша: Каде е тој? Сива му одговори на царот: Ете, тој е во куќата на Махир, Амиеловиот син, во Ло-Девар. Тогаш цар Давид испрати луѓе, та го зедоа од куќата на Махир, Амиеловиот син од Ло-Девар. И Мемфивостеј, синот на Јонатан, кој пак беше Саулов син, дојде кај Давид, падна ничкум и му се поклони на царот. И рече Давид: Мемфивостеј. Тој одговори: Еве, твој слуга сум јас. Кога Мемфивостеј излезе пред Давид, тој очекуваше дека ќе биде погубен. Кога го доведоа пред царот, тој падна ничкум со лицето до земја. Давид го повика по име, а момчето одговори: Еве го твојот слуга. Стих 7. И Давид му рече: Не плаши се, јас ќе ти направам милост заради татко ти Јонатан и ќе ти ги вратам сите ниви на дедо ти Саул и ти секогаш ќе јадеш леп на мојата трпеза. Зарем не е неверојатно ова што Давид го направи? Тој го опушти Мемфивостеј, му го тргна стравот и му покажа голема добрина, враќајќи му го сето наследство што му припаѓаше и му даде место на царската трпеза. А сега, забележете како реагираше Мемфивостеј на сето ова. Стих 8. Се поклони Мемфивостеј и рече: Кој сум јас, твојот слуга, та погледна милостиво на мене, мртов пес? Мемфивостеј се нарекува себе си мртво куче, но Давид во ниту еден момент ниту го нарекува така, а верувам
дека и во своите мисли не си помисли такво нешто. Очигледно е дека Мемфивостеј не ја свати својата вредност како син на Јонатан, но за Давид тој имаше голема вредност бидејќи е потомок на неговиот најдобар пријател. Стихови 9 до 13. А царот го повика Сива, Сауловиот слуга, па му рече: се што му припаѓаше на Саул и на целиот негов дом му го давам на синот на твојот господар. Обработувај ја впрочем за него земјата, со твоите синови и твоите слуги и донесувај ги плодовите неизини, за да има синот на господарот твој леп за исхрана, а Мемфивостеј, синот на господарот твој, секогаш ќе јаде на мојата трпеза. Сива имаше 15 синови и 20 слуги. Тогаш му рече Сива на царот: се што му заповеда мојот господар на својот слуга, тој ќе го изврши. Мемфивостеј јадеше на трпезата Давидова, како еден од царските синови. Мемфивостеј имаше малолетен син по име Миха. Сите што живееја во куќата на Сива беа слуги на Мемфивостеј, а Мемфивостеј живееше во Ерусалим, бидејќи секогаш јадеше на царската трпеза. Тој беше сакат во обете нозе своји. Сакам добро да го забележите ова. Ова беше навистина прекрасен гест од страна на Давид и е едно од оние негови големи благородни дела. Ако се сеќавате на Авигеја, тој постапи слично и со нејзиниот сопруг. Иако нејзиниот сопруг се покажа како вистински безумник, Давид му го поштеди животот. Но, покрај тоа што ова е прекрасен чин, тука за нас има и неколку важни лекции. Станува збор за исклучително важни духовни вистини кои никако не би сакал да ги пропуштите. Прво, за да го добие спасението и да има блиско заедништво со Бога, секој човек треба да признае дека е сакат од духовна гледна точка. Мемфивостеј, синот на Јонатан, имаше буквален физички инвалидитет. За него се вели дека неговата дадилка погрешка го пуштила од раце кога бил мало бебе и од тој момент се до крајот на животот имал проблеми со одењето. Тој беше свесен за таа негова физичка попреченост, но како што Мемфивостеј имаше проблем со неговите нозе, односно со неговото тело, така секој од нас има духовен проблем, а тоа е гревот. Се додека не станеме свесни дека сме грешни и се додека не признаеме пред Бог дека сме недостојни да не прими во неговото присуство, ние не можеме да имаме блиско заедништво со Него. Бог не ги прифаќа горделивите, туку само понизните. Библијата ни вели дека сите ние сме грешни и дека сите ние сме духовно осакатени. Второ, Давид му укажа милост на Мемфивостеј заради Јонатан, а не поради самиот Мемфивостеј. Тој воопшто не ни го познаваше човекот. Се што направи, го направи од љубов кон татко му Јонатан. Кога го погледна тој човек, Давид не виде инвалид, туку го виде Јонатан. Тој своевремено склучи сојуз со Јонатан, па затоа добрината, милоста и благодата што му ги даде на овој човек беа всушност заради некој друг. Токму така и Бог не спаси вас и мене, заради некој друг, а тој друг е Господ Исус Христос. Библијата ни вели дека сме прифатени во Христос и поради Христос. Тоа е единствениот начин на кој можеме да имаме блиско заедништво со Бог, преку Неговиот Син. Самиот Христос има изјавено: јас сум патот, вистината и животот. Никој не доаѓа кај таткото, освен преку мене. Евангелие според Јован, глава 14, стих 6. И трето, Давид ниту еднаш не ги спомна сакатите нозе на Мемфивостеј. Никаде нема запис дека Давид воопшто го отворил тоа прашање, ниту пак некако алудирал на неговата состојба. Давид никогаш не му рече: навистина е штета што ти си инвалид. Напротив, тој постапуваше со него како со принц. Додека Мемфивостеј седеше на царската трпеза, неговите нозе беа покриени со ленено платно. Знаете, на сличен начин и Бог ги заборава нашите гревови, затоа што тие се избришани преку Христовата смрт. Тие се покриени со крвта на Господ Исус.
Еве како тој самиот го кажа тоа во посланието до евреите. И за гревовите нивни и за беззаконијата нивни нема повеќе да си спомнам. Послание до евреите, глава 10, стих 17. Така што од сето тоа што го размислувавме денес, можеме јасно да увидиме дека средбата на Давид и Мемфивостеј и начинот на кој Давид се однесуваше кон него се добра и соодветна предслика на начинот на кој Бог гледа на нас и се однесува кон нас поради неговиот син Исус Христос. Се надевам дека сето ова ќе поттикне и предизвика благодарност во нашите срца, бидејќи сите ние сме духовно осакатени, а сепак небесниот цар ни нуди пријателство, прифатеност и можност да се насладуваме од сите благослови кои тој ги има. Тука ќе го завршиме денешното проучување, а во следната епизода ќе продолжиме со обработка на 10-та и 11-та глава од оваа книга. Дотогаш, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.